Благодарам, Ани. Секако подготвени сме за нашето второ линковско вклучување. Темата секако останува сообраќај, односно во наредните минути во фокус ќе не бидат пешаците како најмасовни учесници во сообраќајот. За сето тоа разговарам со Дејан Андоновиќ од РСБСП во однос на кампањата која што ќе се спроведува и начинот на кој што ќе се одбележи оваа светска недела на пешаците. Пред се благодарам за издвоеното време, Дејан. Благодарам и на вас што ми давате простор да упатиме апел и да ја означиме кампањата. Малку ќе те поправам, не е тоа светски ден на пешаците, туку е недела на пешаци. Инаку ми се чини дека цела година е ден на пешаците, бидејќи секој ден, цел ден има пешаци на улиците. Пешаците се најмасовната категорија на учесници во сообраќај, некои велат и најнедисциплинирана, бидејќи е најмасовна, сите сме први пешаци, а потоа дали управувачи на моторно возило, но пешаците секогаш освен предноста која имаат на некој начин, подлегнуваат и на правила и прописи, на пропишана сообраќајна сигнализација и на некој начин имаат одговорност за тоа како се однесуваат во сообраќајот. Таа фама дека вие како пешак имате предност секаде не важи, особено не само законски, туку и би рекол онака човечки, мораме сите да внимаваме, дури и да имаме предност, некаде треба да процениме како да преминеме улицата, каде да преминеме улицата и се разбира оние апели околу слушалки, мобилни телефони, не за нешто друго, туку добро да не преминувате улица со слушалки на ушите или со мобилен телефон додека преминувате, бидејќи главната работа во сообраќајот, а и кај пешаците исто, е да бидете концентрирани додека учествувате во него, заради ваша безбедност и безбедност на останатите учесници во сообраќајот. Затоа оваа недела ја посветуваме токму на пешаците, доаѓа топло време и покрај утринава што нели ова време. Но сепак е раздвижено и на оваа локација каде раздвижено е, но и ќе биде подобро времето, ако не денес сутре, раздвижени се, повеќе има пешаци на улиците и со тоа поголема одговорност кон сите нас што сме учесници во сообраќајот. Каква е моменталната состојба во однос на главниот град, пешаците и нивната дисциплина и одговорност како учесници во сообраќајот? Така, во сите категории имате одговорни и неодговорни учесници во сообраќајот. Особено ставаме акцент на повозрастните лица кои поради нивната психофизичка состојба во годините се можеби помалку концентрирани, помалку гледаат, помалку слушаат и со тоа се поголеми на некој начин потенцијални жртви за некаква сообраќајна незгода. Затоа апелираме кон сите пешаци, но и кон возачите да бидат трпеливи. Знаете како, мораме да бидеме сите само критични. Не можете кога сте пешак да ви се виновни возилата, а кога сте возач да ви пречат пешаците дека се неодговорни. Затоа сите мораме да подлегнеме кон тие правила, прописи, пропишана сообраќајна сигнализација, но и кон подигање на јавна свест и сообраќајна култура, да не преминуваме, да не претрчуваме, иако имаме можеби предност во моментот на пешачка премина кога гледаме забрзано возило да го пропуштиме, се со цел да бидете побезбедни сите учесници во сообраќајот, особено пешаците кои се и подложни на најголеми евентуални сообраќајни повреди или незгоди. Следува период на поразвижено време, како што кажавте, меѓутоа и викендов ни предстои голем празник, тоа е Великден. Секогаш имате и апел до сите граѓани, оние кои што представуваат, особено за управувањето автомобил во алкохолизирана состојба. Верувам дека и годинава ќе имате од РСБСП исто така до граѓаните. Ние цело време имаме апел кон сите учесници во сообраќајот, независно дали е Великден, Божик или обичен ден или обичен работен ден. Меѓутоа, веројатно искуството ви покажува дека кога има празници поголема, матурите исто така следуваат. И матурите следуваат, тоа подоцна ќе го зборуваме, но генерално апелираме кон сите учесници во сообраќајот да не консумираат алкохол, доколку возат и да не возат доколку консумирале алкохол, особено за Великден, бидејќи тоа е голем празник, завршуваат тие пости, луѓето се опуштаат, тоа се неработни денови, поголема е фреквенцијата на сообраќајот и во градовите и вон населените места и ги подсетуваме како и секогаш низ цела година во сите кампањи учесниците во сообраќајот да не се опуштаат, бидејќи дали е Великден, не е Великден, слободен ден, обичен ден, вие повторно можете да ризикувате некаква сообраќајна
сообраќај на незгода или несреќа или како веќе да ја наречеме, доколку се уштите. Морате да бидете концентрирани доколку тргате на пат, морате да ги почитувате тие основни правила, да не конзумирате алкохол доколку возите или да не седнувате зад волан доколку конзумирате алкохол. Се разбира, пропишана брзина, пропишана сообраќајна сигнализација. Немојте да гледате дали некаде има камера па да возите споро, а кај што нема да удрите побрзо возење, туку бидете, почитувајте ги правилата, тоест ред се за ваша безбедност и за безбедност на оние кои во тој момент се наште во ваша близина. Дејан, какви кампањи следуваат од Републичкиот совет и што е она што во иднина ќе биде во фокус на вашето работење? Како што доаѓа нели ова убаво време, освен пешаците, тука се мотоциклистите, овие електричните тротинети за кои имаме посебни кампањи, велосипедистите, доаѓаат матурите, каде што секоја година работиме околу матурите, се разбира мобилните телефони кои се наше секојдневие, ама не секојдневие, него секоја секунда е со тој мобилен телефон и возачи, и пешаци, и мотоциклисти, и сите оние што ги гледаме низ текот на денот и во градот и во градските средини, апелираме, подсетуваме, работиме на терен со цел да подигнеме јавната свест, сообраќајната култура и повторно ќе кажам, не е важно дали некој ќе ве сними на Safe City или ќе ви види полиција, туку вие самите треба да знаете и да ги почитувате пропишаните правила и прописи. Ако пишува 40, возете 40 или 50 во град, немојте да користите мобилен телефон, нема да ве види Safe City, но заради ваша безбедност, додека сте зад управувачот, бидете концентрирани. Главната работа во сообраќајот е да сте одморени, концентрирани, да гледате и да бидете видени. За тоа реков и за пешачки отпремени слушалките и мобилните телефони и алкохолот и неприлагодената брзина. Значи, доколку ги почитуваме сите овие правила и прописи, сите ние ќе имаме нула жртви во сообраќајот. Благодарам многу за издвоеното време утрово. Се надевам и верувам дека сите ваши совети, меѓутоа и апели кои што ги имате во секој период од годината се од корист и дека навистина помагаат во подигнување на јавната свест. Ви благодарам на вас како медиум кои ни давате поддршка на сите овие кампањи медиумски да допреме до сите оние лица кон кои се однесуваат овие кампањи, тоа значи сите граѓани, сите учесници во сообраќајот, сите ние сме на некој начин учесници во сообраќајот, независно дали сме пешаци или управуваме моторно возило, и благодариме за таа поддршка од кампањата и се надевам дека ова и на некој начин и резултатите покажуваат дека овие кампањи даваат некакви резултати, се смалува бројот на сообраќајни жртви во сообраќајни несреќи, на нула жртви во сообраќајот она што е посакувано за сите нас. Благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со Дејан Андоновиќ во однос на актуелната кампања која што имаат недела на пешаците со цел да се зголеми јавната свест и да се зголеми одговорното однесување во сообраќајот од сите учесници.